Добар ден, почитувани ученици. Јас сум професор Зоран Ивановски, професор по спорт и спортски активности во СОУ гимназија Гоце Делчев Куманово. Денеска ќе бидете запознаени со наставната единица фрлење на ѓуле рационална техника од наставна тема атлетика. Но пред да започнеме со наставната единица, најпрвен ќе дадеме краток мал осврт воопшто за како еден вид вовед за атлетиката. Атлетиката постои многу одамна, има старогрчко потекло и уште ја нарекуваат кралица на спортовите, бидејќи представува основа за развој на останатите спортски гранки. Атлетиката е составена од неколку спортски дисциплини и тоа се одење, трчање, скокање, фрлање. Ние денеска ќе се задржиме само на фрлачките дисциплини, односно фрлање на ѓуле или рационална техника. Постоje три техники на фрлање на ѓуле. Тоа се училична техника, рационална техника и ротациона техника. Без оглед за која техника станува збор, постоje 4 фази на изведување. И тоа, прва фаза, припремна или подготвителна фаза, фаза на пристигнување на справата, фаза на максимално напрегање и фаза на одржување на равнотежа. Подготвителната фаза содржи влегување во кругот за фрлање, местење на ѓуле во дланката и на врат, психичка концентрација и заземање на почетната положба за исфрлање. Рационалната техника, при која фрлачот е поставен со грб према правецот на фрлањето, се прави замав со замавната нога кон правецот на фрлање и враќање кон одразната. При тоа одразната нога се погрчува во сите три зглоба и со благ нагиб на трупот кон неа се прави агол од околу 110 степени. Втората фаза на ова фаза се вика фаза на пристигнување на справата, заради тоа што долниот дел на телото кон правецот на фрлање се движи побрзо, а горниот дел од трупот со ѓулето заостанува кон назад, односно долниот дел на телото го пристигнува горниот. Тој дел започнува и кај училишната и кај рационалната техника со повторен и мощно енергичен замав на замавната нога кон правецот на фрлањето, а тој замав предизвикува лизгање со одразната нога по површината на кругот, при што претходно заземената положба над коленица труп останува 110 степени. Кога одразната нога ќе го заврши лизгањето, некаде на средината на кругот, на замавната се уште не е спуштена на телото, кај овие две техники завршува втората фаза. Третата фаза или фаза на максимално напрегање се вика поради тоа што психофизичкото напрегање, а посебно делување со скелетните мускули е најголемо и со цел да се создаде максимална сила со која ќе делуваме врз ѓулето да се исфрли што подалеку. Четвртата фаза по исфрлување на ѓулето во сите три техники се врши исчекор со одразната нога према напред, а при тоа трупот малку оди во завтон, со благи поскоци на одразната нога, се гаси преостанатата инерција и на тој начин не се врши престап. Сега ќе дадеме мал осврт односно на методската постапка за обучување на техниката фрлање на ѓуле рационална техника. Првата вежба се состои во учење на правилно поставување на ѓулето во дланката и на вратот, внимавајќи на положбата на лакт, каде што над лактицата и телото треба да заземат положба од 90 степени. Втората вежба е вежба каде ја учиме замавната рака, која е поставена во претручување со благо свиткување во зглобот на лакт. Третата вежба е обучување на свиткување на телото према напред, односно телото го доведуваме во положба на вага. Четвртата вежба е вежба каде обучуваме поставување на телото во положба на вага со свиткување на одразната нога во зглобот на коленото и свиткување на телото према напред, односно положба пред отворање. Петата вежба е обучување на замав со замавната нога према местото на фрлање и лизгање со одразната нога во исто време. Шестата вежба е обучување на исфрлање на ѓуле со свртување за 80 степени кон местото на фрлање на ѓулето и воодно одржуваме равнотежа. Седмата вежба е поврзување на сите фази во една целина со постојано зголемување на брзината меѓу фазите, односно комплетна изведба на исфрлање на ѓулето или рационалната техника на фрлањето на ѓулето. Со ова обука на
техника на фрлење на ѓуле не застанува нашето знаење, туку ние го надополнуваме преку часовите на вежбање и увежбување и усовршување на изучените елементи, со самото тоа стануваме побогати за уште еден изучен елемент од областа на атлетиката. Со ова нашето предавање завршува, за што многу сум ви благодарен, ви посакувам многу здравје, ви посакувам убав ден и благодарам на вниманието.